и добродојдовте на мојот канал. Денеска пак снимаме Ultimate Costume Night и денеска ќе пробаме еден челендж. Ќе ставиме аниматроници само кои се движат под duct систем. Например како Elephant, Netbear, Big Bat. Мистер Фупо е толку досаден кога ме фати. 5 минути зборува во Game Over. Значи, ајде ќе го ставиме, ама многу е гаден. Happy Frog. Ќе го ставиме овој малку да слуша подобро. Овој Мангве да го гледаме на вентилација. Овој не се гледа на вентилација. Овој не мего. Фонтайн Фокси. Како е тај Фонтайн Фокси? Фонтайн Фокси check his creature to see when his show is set to begin. Then be sure to watch his cam at that exam time to postpone the show. Otherwise, that is when your game will end. Не. Без да се многу удоволчуваме, започнуваме, ќе го ставиме 3 и започнуваме со играта. Знаеме како се игра. Гасам вентилатор, чекай да видим ови ставим. Ова е блокирано. Игала се движи. Се извинувам, луѓе, али ајде од почеток и пак почињам. Например, ќе го тргнем овај, стварно смета и сега можеме. Слушаме внимателно слушаме. What the fuck, луѓе, дека сме ние? Ова е неко нова просторија, вау! Добро, луѓе, малку ме стара, луѓе. Добро, тенс. Дека затвора тоа. Само портокаловото да не фати. Толку е тешко, бе, луѓе. Фак, ајде, family friendly канал си имам. Ајде, бе, убава соба си имам. Ова мечката гледа колко е красива. Now I will tell you a story. Луѓе, замислите се е спосто батерија ми ојде. А јас ја заборавим вентилаторот. Ама луѓе, не го слушам. Ајде бе луѓе, ајде. Сега се фокусира малку, нема многу да зборам, за да се фокусира. И така, луѓе,
Ako vi se dopaѓа ovakav контекст, запратите ме, шерите га видео, лајкајте и оставете некој коментар. Ова е последно видео од оваа игра. Последната игра ќе снимам нешто друго. Сега овој ќе зборува, нема додек. Very sorry about that. It was always going to end this way, of course. If it weren't by me, it would have just been by some other, terrible thing. Just, you could not imagine how terrible it would be. Just, I get scared thinking about it. Glad it's not me. It reminds me of a time I was speaking to my good friend Orville. We were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left, he was on the... was I on the right? Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons. And I said to Orville, friend, those birds are frozen. And he kind of looked at me like I'd lost my mind. But I reminded him that it's winter, and often birds will sit in a tree until they freeze. And then they sort of fall to the ground until the sun warms up and they can, move around again. So I said to Orville, you might as well save those breadcrumbs until the birds thaw, because they can't very well enjoy them in the condition they're in. To which he asked what I meant, and asking what